се задржавте на амандманот, но на крајот од вашиот говор се согласувам потполно со вас дека проблемот е малку поголем и треба малку пошироко да гледаме, зашто 22 милиона денари не може да овозможат оброк за 180.000 деца. Сега јас потекнувам од Велес, учев во основното училиште општинско Блажо Коневски, каде што има целодневен престој од прво до пето оделение, заедно со колегата Игор Здравковски, и он исто таму учеше, но ние додека учевме целодневен престој имаше од прво до осмо оделение, сега има само од прво до пето. За време на целодневниот престој е обезбеден оброк, топол оброк, ќе нагласам. Значи, доручек, ручек и ужина. Сега, колку се способни општините да возможат такви услови, се зависи од нив. Ние, минатата година, успеавме, односно од овој септември, успеавме во Васил Главинов, во најголемото училиште, во Велес, да отвориме уште 3 паралелки со целодневен престој. Ја мислам дека секој од градоначалниците и пратениците треба да се заложи во својата општина да се зголемат условите на секој дете. Да добие топол оброк, да добие ужина, да добие и доручик. Ви благодарам.